Охрид барем за миг наликуваше на европските метрополи, каде во овој период од годината се организираат традиционалните божикни маркети. Германска храна, колачи, новогодишни ракотворби, сувенири и разни други производи, изработени од учениците од основните и средни училишта од Охрид, можеа да се вкусат на предновогодишниот германски базар, кој имаше и хуманитарен карактер. Се приготуваат дури и безалкохолни коктели. На овој предновогодишен германски базар можеме да видиме најразлични изработки на нашите ученици, нормално со помош на нивните родители. Тоа се разни украси, разни германски производи кои се продаваат вообичаено на предновогодишните, предбожикните пазари низ Германија, Австрија, Швајцарија, односно онаму каде што јазикот се зборува пошироко, каде што производите бесплатно се делат од дете на дете. Идејата беше да ја пренесеме предновогодишната магија на европските метрополи, пред се на германските метрополи, и тука во Македонија на предновогодишните празници најмногу им се радуваат децата, а ние како наставници по германски јазик сме тука исклучиво за децата, само за децата. Идејата овој настан да прерасне во традиционален и да се одржува неколку дена. Идејата ни е таа и желбата ни е таа да можеме германскиот предновогодишен базар да го организираме во повеќе денови, можеби доближувајќи се до нашиот Божик. На учениците тековно на часовите по германски јазик, меѓутоа и на подготовката за овој базар мораше да им ја доближиме германската традиција, што германците конкретно или германскојазичните говорни подречја народите приготвуваат за предновогодишните и божикните настани. Ова се случува по иницијатива на наставниците по германски јазик во Охрид и ние сме навистина среќни што учениците овој пат се мултипликатори и тоа го пренесуваат на пошироката публика. Сите што дојдоа беа задоволни од предновогодишната магија, ги прашавме што значи за нив ова. Радост, забава пред се и сметам дека е нешто што треба да се прави секоја година и да се негува. Јас се чувствувам како да сум на некој божиќен пазар од Европа, некој голем настан. И ние дојдовме тука за да ја доживееме таа магија. Ни се допадна искрено, убаво е. Се чувствуваме како да сме во некој град огромен во Европа, бидејќи е се прекрасно украсено. И така ние дојдовме од основното училиште Колеканински Битола да го посетиме германскиот панаѓур. Се слушаше и германска музика, а се играа и традиционални германски танци. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.